Почитувани колеги пратеници, медиуми, министер, денес пред нас е ребалансот на буџетот и вие како министер овде само го прочитавте образложението што и сите ние го имаме пред нас и можевме да го прочитаме. Меѓутоа, она што нас како пратеници, а пред се македонската јавност ги интересира што вие во овој изменат период направивте во водењето на економските политики за периодот за кој работевте, меѓутоа пред се во вашиот креиран буџет, односно донесувањето на буџетот кој вие и вашата влада го донесовте, го реализирате и на крајот ги имате најголемите провашувања во економијата. Жалам што морам ова да го говорам кон вас, бидејќи сте вие министер, меѓутоа ваквите промашувања, ваквото недозволиво по процент исполнување на капиталните инвестиции, градежништвото, економскиот раст во најмала рака, кој да е министер, ќе си поднеси оставка, затоа што вие, навистина како министер, не успеавте во овој изминат период не да ја подобрите, туку ја влошивте економијата на Република Македонија. За жал, меѓутоа, тоа се факти. Затоа што во сите други сегменти можеме да говориме со зборови, можеме да говориме приказни и политички на ваков или на онаков начин можеме да ги презентираме одредени ставови. Меѓутоа овде се работи за бројки, бројки кои преточени во буџетот значат парични средства, кои значат подобрување на животот на граѓаните и пред се на стопанствениците и стопанството во Република Македонија. Буџетот не се подразбира само административно прибирање на парични средства во која вие милувате да кажете приходната страна и вие не се административен работник во Министерството, за да може само поставки да ги прераспределувате на тие одредени позиции, туку вие сте министер кој врши креирање, односно ја прави и го прави креирањето на економските политики, за да може Македонија како земја водечка во регионот да продолжи во тој аспект. И јас и многу колеги во изминатиот период бевме представници на многу меѓународни конференции, имавме можност и прилика да се сретнеме со сите наши колеги од регионот и тие дури сочувствуваат со нас затоа што доживеавме таков крах во економијата. Меѓутоа, поред затоа што никогаш не сакам да говорам празно, без бројки и аргументи, меѓутоа во ова на почетокот морам да го кажам моето жалење, затоа што не смееме во овој сегмент да си играме. Не смееме во овој сегмент да бидеме лабави и да не предочуваме каде и што треба да се прави. Јас тоа го кажував и при носењето на буџетот, затоа што сега вашата аргументација, односно на почеток дел од договорот, што го имавте и при носењето на ребалансот ланската година е исто. Истото од збор до збор. Дека ќе имате ангажман за раст на економијата, зголемување на продуктивното вработување, подогнување на животниот стандард. Значи, економијата не се говори напишани, не е ова дека ќе направите. На крајот вие давате отчет или кажувате што од тоа направивте. Економски показатели и раст на економските показатели ние немаме во Република Македонија. Ние лани имавме раст од 0%. Врз таа основа вие креиравте буџет во Република Македонија кој сега правиме ребаланс дека ќе биде 3,2%. И на говорница ви кажавме дека тоа и кажував и јас во дискусија не може реално да се постигне. Меѓутоа така го проектиравте. И сега вашата проекција, додуше вашиот премиер, односно премиерот на Република Македонија, господинот Заев кажа дека нема потреба од ревидирање, има време, погрешка кажа во трето полугодие, во третиот квартал, ќе се подобри таа слика и ќе го оствариме 3,2%. Вие сега ни давате тука ревидиран со 2,8%, а ММФ ни дава ревидиран на 1,6%.
Значи не треба манипулација во овај дел. Ни со нас како пратеници, ни со граѓаните. Затоа што тоа е се рефлексија како тие живеат. Тоа е тој раст на бруто домашен производ. Тоа е тоа што тие го гледаат. Како и на каков начин се подобрува квалитетот на нивниот живот. Меѓутоа, ние како пратеници во разгледување на ставките, гледаме сега вие каде имате потфрлено, каде кратите и во кои сегменти, во кои ставки за јас ќе говорам, каде пренесувате парични средства. Не сте, кажав уште еднаш, административен работник. Вие сте министер и треба да креирате економски политики. Кажавте на почетокот заради што и каде се врши алокација на паричните средства, за делот на буџетите на општините, каде што се 3 милиарди денари, се сложувам со мојот колега, претходно ја почнавте таа дискусија, не може на таков начин. Значи мора да има реформски, мора да има законски, мора да има приоритети и мора да се знае по приоритет, односно со правична анализа каде, на кои општини, ваков начин на пренесување на парични средства всушност намалува нивната одговорност и ангажман понатаму. Општините кои како си ги наследни со долгови, тоа си даде ветување на граѓаните, дел и ке си ги покрие. 2005 година јас станав советник во општина Битола. Имавме борч од 30 милиони денари. Ние и наша обврска беше да си го покриеме, за да можеме понатаму да се движиме. Не е добар начинот на работа на пренесување на парични средства на ваков начин на општините по ова што вие го работите. Значи, растот, кажавте, одам дел од вашиот одговор, растот на индустријското производство, а имаме развој индустријското производство, мора да кажеме, односно и растот на извозот, посебно за растот на извозот, е резултат на одличното работење на тирзовите. Тоа знаете, тоа го кажавте, а го знаеме и ние. Значи, тоа е благодарение на добрите политики кои претходно ги водеше владата на ВМРО-ДПМН и не може во вашиот говор да има се што не може да остварите, крива е претходната влада, а се што е добро да го прескокните. Ние мора да бидиме конзистентни во одредени прашања и да кажеме што е добро, од каде доаѓа и како понатаму ќе се движи. Тогаш ќе бидиме прави политичари и тогаш ќе се имаме еден показател кај граѓаните дека ние точно и правилно водиме грижа за нив без политиканство. Странските директни инвестиции. Кажавте подобра од 2017, меѓутоа за 52% е резултат на реинвестирана добивка на веќе постоечките инвестиции во Република Македонија, кои се пак заслуга на претходната влада, толку критикувана во делот на субвенционирањето, а знаете дека тие странски директни инвестиции, тие вработувања 160.000 ја закрепна економијата во целокупното цунами кое вие сега го направивте и дојдовме во ваков економски колапс. Затоа што ги запревте сите проекти, затоа што немате проекти, затоа што ги сменавте луѓето во институциите кои треба да направат и да водат и да ги направат, подготват проектите за кој премиерот Заев кажа во еден дел. Треба да се слушнат, и тоа е наговорница, сите представници на граѓаните, за министри, заменици, сите да донесат и достават проектна документација. Таква проектна документација нема доставено никој. Вие не бевте спремни институционално, нити кадровски, за тоа да го направивте. Дури имате намалување во делот на ИПА фондовите, за кои ни кажувавте дека нешто многу знаете. И ќе има успешно реализирање на тие капитални инвестиции. За во мај 2018 година на пратеничко прашање, кога побаравме зошто е реализацијата на капиталните инвестиции само 11%, да каже во ваше стил, тоа е затоа што ВМРО-ДПМН претходно градеше автопатишта и железница, ние правиме ревизија, без да каже дека не еден проект немате, нити од општините, нити знаете, нити умеете тоа да го направите. Не оди тоа така. Не оди тоа така затоа што вие го стопиравте економскиот раст. Не може Србија
Босна, Косово, Србија со 4% раст на бруто домашен производ, цел регион да има, нагоре од 2,93%, Македонија да ја заврши со одвај, ММФ го дава 1,6%, јас мислам дека нема да ја стигнеме таа бројка. Одиме поред, тоа е за капиталните. Кажувате дека ќе извршите консолидација, дека го намалувате јавниот долг. На кој му кажувате? Не знам. Нас ни кажувате, што знаеме да читаме. Па вие го зголемивте јавниот долг, сега е 47,7%. Државниот долг 39,9%. Значи, имате зголемување на јавниот и државниот долг. Сите овие се економски параметри ќе сте ги консолидирале. Сакам да видам смирена, воопшто во овој дел немам потреба, меѓутоа, кога ве гледам и кога се присеќавам, односно читам овде што вие кажувавте, ме фаќа едно чувство на понижување на нашата интелигенција со можност за манипулација во читање на бројки. Не може на таков начин да презентирате дека вие имате некаков економски раст. Не може. Јас имам табелата. Еве, после мене направете ми... Сите ги имам години, сега одма ќе ви ги кажам. Одма, сите, значи ги имам сите табели на јавниот и државниот долг и одма сега ќе ви ги... Да, одма сега ќе ви ги прочитам. Да, одма. Да, ќе ги најдам во ова и ќе ви ги дадам, сите ќе ги имате. Да. Без проблем, сите ќе ви ги дадам. Ќе ми направи реплика министерот, ќе му ги прочитам. Значи, ова е податок што вие понатаму во вашето излагање кажувате дека понатаму ќе имате растот, односно најавува дека ќе пробиете бариерата за јавниот долг и ќе биде 54 до 55% од бруто домашниот производ. Значи, вие тоа самите го изјавувате. Не да ја намалите. Не да го намалите јавниот долг. Значи, вие ќе го пробиете. Еве, која сакате табела да ја извадам? Ние никогаш, апсолутно ни една бројка не е, ве кажете, сме ја пробиле бариерата од 50% јавен долг. Никогаш. Значи, сите овие лоши резултати во економијата се директна последица на лошите економски политики. И ќе кажам дека, дали градежништвото во изминатите 10 години памети намалување на нивната активност, односно процент од 26,5%. Никогаш. Значи, една од движечките компоненти во рамките на растот, односно на бруто домашниот производ, заедно со извозот, заедно со вработеноста, заедно со сите тие сегменти кои значат раст на економијата, е најниско. Вие го донесовте на тој степен. И сега во намалувањето на капиталните расходи кажавме се 5,6 милиарди денари, каде и зошто се стопираат, кои се стопираат? Изградбата на клинички центар Скопје, значи таа гарантирам 7 до 10 години нема да се направи, затоа што локација немате најдено, не камоли проект да изградите, па да почнат граѓаните да мислат кога ќе се изгради. Гасификацијата е стопирана, а тоа беше најголемо предизборно ветување на СДСМ. Значи, клучни проекти кои вие ги стопирате. Под проектот за подобрување на општинските услуги, многу важен, кој се подобрува на платата на приходите на општините и слично, тука се крати, а се дава без никаква анализа во делот на, се префрлат само парични средства во делот на раздолжување на општините. Хидросистемот Злетовица, нема изградба на основни средни училишта, односно таму е најголемото кратење на капиталните инвестиции, и студентските домови и слично, за кои јас покасно еднаш во делот на општата дискусија. Ве молам, ако може, понатаму да ми одговорите, имате во ставка 7049 други економски работи, имате зголемување за 8 милиарди денари без прецизно објаснување зашто е наменете тоа зголемување само во други економски работи, како што понатаму ќе видам во други трансфери, се е најлесно тоа, други.
Други. Ништо не се чита што е тоа други. Управување со отпадоци, зголемување за 57 милиони денари, а во исто време има ставки намалување, посебно во делот за намалување за животната средина. Еве, еден од најгорливите проблеми за депонијата во Струга. Еве, колегата Јован, знаеме колку амандмани имавте, си остана понатаму тоа како проблем. И во образованието се намалува за 760 милиони денари. Во ставката ББ4 може да видите, еве, од службите се тука, само едно објаснување, покажува дека концептот на гарантирана минимална плата доживува целосно фијаско. Сумата се намалува предвидената за 374 милиони денари. Ова покажува дека ударот од минимална плата оди директно на приватниот сектор. Тука, како еден од главните проекти ги имавте представено. И тоа е лага. И тоа е манипулација на граѓаните. Ние сакаме да имаме помалку материјал ова да го кажуваме. Да има добро, нема што да полемизираме со вас. Меѓутоа, ова е лага и манипулација. Исто имаме намалување за реформи во судството, само декларативни заложби. Се има намалување, односно, од 28 милиони денари на 0 денари. Кратење имаме во економски развој, вкупно 300 милиони, и тоа посебно за поддршка на домашниот туризам, економска промоција, унапредување на локалната самоуправа, во ИКТ технологијата нешто што не дозволиво, каде што треба да имаме поголема делување на парични средства, кажав за во делот на животната средина, изградбата на основни училишта, имаме и средни. Владата крати 170 милиони денари за изградба и реконструкција на ученички и студентски домови, 48 милиони денари помалку средства за превод на книги и слично, 87 милиони денари се кратат од средствата планирани и реконструкција на основни училишта. Значи, вкупно за високото образование 5,3 милиони евра, и таму беа многу малку. И претходно кога се носеше буџетот, за основното 1,1 милиони евра, за средното 950.000 евра. Изградбата на основни училишта 1,3 милиони евра и реконструкција на студентски домови 2,7 милиони евра. Значи, тоа е нешто што е недозволиво, затоа што вие точно онаму каде што ќе имаше забрзан економски развој, каде што ќе ја повлечевте, односно поттикневте економијата, го правите всушност застојот. Што ми кажувате пари сте имале во буџетот? Што е тоа потребно? Кој економски развој вие го поттикнавте? За да ја завршиме тие, па тие ги собрале даноците од луѓето. Ама што доби населението за тоа? Што си го плати данокот? Немаме ние автоматски да се пренеси на тие и во тие сегменти. Некни слушав на телевизија, ученички стандард ги кратите вие паричните средства. Па немат во стип студентите топла вода. Нема никој кој да им каже зошто е тоа. Значи, тоа се погубни политики. Меѓутоа, за делот овде гледам имате дополнителни 100 милиони денари за невладини организации, добро, не гледам за кои и како. Гасификацијата се одвива со незадоволително темпо, затоа и имате толку големо намалување. Министерството за здравство 1 милиарда денари, тоа здравствени донови, амбуланти во руралните подрачја, секаде имате намалувања во тој дел. Меѓутоа, многу е важно да ми кажете, односно да добијам еден одговор во делот на што значи Министерство за труд и социјална политика, други трансфери, Министерство за транспорт и врски, во други. Кратењето во универзитетите го ставав, за ученичкиот стандард кажав 108 милиони денари, всушност се намалува, меѓутоа се зголемува за купување на возила, фонд за иновации, немаме ништо против, меѓутоа е симптоматично каде всушност се даваат парични средства, а ги имаме најголемите злоупотреби во тој фонд на иновации, тоа се 170 милиони денари.
треба пред се да се даде отчет на каков начин се вршат, односно е поделувањето на тие парични средства и на кои луѓе блиски од Социјалдемократскиот сојуз. И еве ги тие разни трансфери, каде што имаме зголемување во Министерство за одбрана, разни трансфери. Министерство за транспорт и врски, разни трансфери. Без поодделно да видиме, еве, труд и социјална политика, разни трансфери, 11 милиони. Тоа се сушност сегменти. Меѓутоа, онај дел што мене ми оставе впечаток во вашиот говор е задолжувањата и дел раздолжувања што ги имате од претходното раководство. Само од јуни 2017 до сега вие сте задолжени со 930 милиони евра, раздолжени со 630, 300 милиони евра. Нон-стоп бараме и на пресови, и на говорница да кажете каде се. И немаме никаков проблем, доколку излезите, кажете дека се за реконструкција, сме дали за некој проект, тогаш секое задолжување е оправдано. Затоа што и плюс други задолжувања што ги имате, кој ќе ги раздолжува еден ден? Ќе ги раздолжува наредната влада. Меѓутоа, за кои цели се прави тоа задолжување? Јас еднаш кажав, значи, вие направивте вашата политичка кариера во делот на вашата излагања и во делот на вашиот храбар и силен настап за задолжувањата и дека тоа е тешко и е лошо за една држава, за една економија и за една влада. Меѓутоа, за една година, вие колку што ја задолживте ова држава, ниеден министер не ја има задолжено. Ниеден. Значи, ве молам, треба да правиме разлика кој задолжува и за што и што гради. Што остава? Јас имам една информација претходните 2-3 дена. Градоначалниците даваја по една година работење отчет. И верувајте, ја слушав градоначалничката на општина Битола дава отчет. Толку самоуверено, а во отчетот кажува 2 улици, третата ја почнува да ја реконструира и неколку тротоари со бекатон плочки. Дали е тоа отчет? Верувајте, значи, независно од која политичка партија, јас чувствував тага, јад и чемер, затоа што тоа треба да биде градоначалник кој се грижи за состојбата во општините, каде што живееме. Во овој момент да се дават парични средства на градоначалници кои не знаат и не можат, и не се квалитетни, и не се способни да работат, а некој може друг се... Во ред, нема проблем. Значи, јас за толку ке дадам на некој, нема проблем, не е делку да се... Завршувам со говорот, ја завршувам мислата. Ве молам да ми одговорите на сите овие поставени прашања. Имав доста прашања, се извинувам ако беше долг говорот.